Опаѓа бројот на младите земјоделци во државата. Младите се помалку се гледаат во оваа стопанска гранка. Податокот го даде истражувањето на Руралната коалиција, која што констатирала повеќе причини зошто младите не сакаат да бидат земјоделци. Она што и вие го констатирате, а и ние исто така, интересот за бавење со земјоделската дејност се повеќе и повеќе опаѓа, затоа што и во нашето истражување се покажа зошто е тоа така, затоа што самите земјоделци немаат или сметаат дека немаат влијание во делот донесување на одлуките, сметаат дека не се слуша нивниот глас, не се почитуваат нивните ставови, не се практикуваат нивните предлози. Според Рурална коалиција, земјоделците мора да се здружуваат и заеднички да ги застапуваат и лобираат своите барања. Само на тој начин може да придонесат за суштински промени во дејствувањето, но и третманот од државата. Мора на земјоделците, а особено на помладите, да им покажеме дека главниот или критичен фактор на одлучување се токму тие. Не оние кои што седат во институциите или министерствата, туку земјоделецот. Меѓутоа, поединечно секој не може да делува и не може да постигне многу. Еден од начините како тоа да го промениме, да се зајакне само довербата и во самите нив, меѓутоа исто така и довербата и во институциите, и во начинот на делување, токму да се делува здружено. Нема официјални информации колкава е просечната старосна граница на македонскиот земјоделец, но и надлежните институции и граѓанските организации се согласни дека овој е горлив проблем и потребен е сериозен приод за негово надминување. Последните години државата промовира низа мерки за поттикнување на младите да се занимаваат со земјоделство, но видлив ефект од нив се уште нема.